Пейковски. Урдрова професор. Илютем. Повелете, професоре. Дискусиите да не бидат по-дълги от 5 минути. Ви благодарим за вашето разбиране. Почитувани заместник министър и директорке на Завод за статистика, почитувани гости. Ми представува чест да во име и на мрежата за мултикултурно општество, кој посопрати и председателот веројатно Орландич, и од име на Сојуз на балканските египчани да даеме одредени точки на загриженост што ние ги сме ги почувствувале во овој период, е важен и е поврзано со пописот што треба да ни престои. Имавме ние прилика и во Комисијата за политички системи на заедниците да кажеме наше мислење. Нека ќе се повториме, нека ќе се дополниме, бидејќи сепак и времето не ни е многу, немаме многу на располагање. Иначе јас сум учествувал директно во пописот 94 година, 2002 се извинувам, и тоа пописна комисија во Охрид, бев член на пописната комисија, така што во главен познат ми е самиот процес како оди на пописот и искуството и тоа што ги имавме може да ќе допринесе малку се подобри. Значи, од 2001 година Македонија има амандмани на Устав каде што значително политичкиот систем ни зависи од пописот. Голем број на закони, голем број на политики што се применуваат, стои дека во согласност со резултатите од последниот попис. Значи, голем број на закони, да не ги бројуваме сега, така стои. Така што, во секој случај, пописот не е само статистичка операција, пописот има големи, да кажеме, политички последици во политичкиот живот на Македонија. Тоа што нас не загрижува е што 2002 година пописот не се објавија јавно податоците за тие заедници што не се именува во преамбулата на Уставот. А по претходните искуства, 90 година, 91 година особено, имавме објавени податоци кои се објавуваше табелата, се кажуваше сите заедници, колку беа тоаш 24, па после се намали 21. Значи се објавуваше секогаш во претходните пописи резултатот за сите заедници. Па дури за египчаните имаше и по општини, и по пол, и по старост, посебно тоа што 91 година. Така што и ние можевме да си планираме одредени стратегии како се заедницата, развие некои програми си правевме дека натаму. Меѓутоа, 2002 година најнош тоа се прекина и покрај тоа што се унапредија правата со амандманите на Уставот, тука се загрозија за тие останатите заедници. А треба да кажеме тоа дека, пример, за египчаните, 1991 година, Сојузниот за статистика и Сојузно собрание, па подосна и Собранието на Социјалистичка Македонија донесе одлука дека треба да се воведе графа египчани. Меѓутоа, подосна тоа се укина. Од кои причини не знам, што тоа е во соответствие со меѓународните стандарди, бидејќи кога се работи за заедниците стои дека стенатите права на заедниците не сме да се укина со ниеден закон. А не знам по кој закон се укина тоа да се објавува. Каде е проблемот? Проблемот е што, пример, во амандманот 6 на спредување на Уставот, кога доаѓаме и на локално, особено на државно, особено на локално ниво, пример каде што најголем број на египчаните живеат во Охрид, имаме проблем што не може да имплементираме соодветната и правична стапеност, не само во Охрид, во другите градови. Во Охрид како најброен град. Бидејќи вика не се објавени тие резултати од пописот за египчаните во Охрид, не сме ние како општина приморани да бараме колку статистика има египчани во Охрид, така не може да спомнуваме вработувањето во локалната самоуправа. А да ние побараме резултати од статистика, што се случувало тоа, кај че побарање, че не викаат, па за тоа треба да платите, бидејќи посебни програми доаѓаат во прашање и така натаму. И да се тоа даде резултати, мора да се плати, па да добиеме податок колку ние имаме, пример, од нашата заедница, припадници во различни општини, па да не зборуваме за наталитет, морталитет, природен прираст и така натаму. Значи, тие податоци воопшто не се ни достапни. Така да, и тоа што ние сме мали, немаме некоја политичка поддршка од државата или социјална поддршка, треба плюс да даваме трошкови за да добиеме податоци за нашите заедници. Така да мислам дека со законот тоа не е речено е таму дека сепак ексклузивната методологијата го прави статистика,
Мислам дека треба и барем тој методолошки материјал на објавување да биде дел на легислативата или на законот, да тоа се усвои со некое законско решение, пак да тоа би сепак го реши владата, бидејќи веројатно тоа искуство што ме од 2002 година, тоа му се даде ексклузивно право на Заводот за статистика и се остана таму каде што е. Да јас не должам многу, бидејќи сепак имаме многу да разговараме, се надевам дека и ако има јавна расправа, и на експертско ниво повеќе можеме да искажеме други проблематики. И благодарам. Деричум, професор. Сега е наред председателот на Сојузот на црногорците во Македонија, господинот Орландич, е фактор што процесот на пописот ги опаќа и заедниците кои што не се спомнати во преамбулата на Република Македонија, затоа да имаме разбирање да го изслушаме господинот Орландич. Почитувам председателе, почитувани пратеници, почитувам заменик министер и директорка, почитувани присутни. И се обраќам од името на 8 национални заедници, значи од заедниците на црногорците, на хрватите, на египтјаните, на русите, на украинците, на пољаците, на словенците и на ерменците, како и нашите пријатели словаци и унгарци кои се сака да се придружат на наша мрежа, или ви се обраќам од оние заедници кои во Уставот се опишани како останати и кои заради тоа останати поединечно толкување во државата се потполно исклучени од јавниот живот во Република Македонија. Значи, по секој основ, почнувајќи од резултатите што се објавуваат во Државниот завод за статистика, во кои не постоиме, до вработувања или до податоците дали воопшто некој од нас учествува во јавниот живот по било кој основ. Законот за попис го дочекавме многу сериозно, направивме анализи и констатиравме низа забелешки кои ги имаме, но јас ќе упатам 6 конкретни молби до вас, бидејќи ние немаме право да учествуваме како невладини организација, немаме политички партии и немаме моќ да создадеме ниту финанси и политички партии и сакаме да останеме невладин сектор и на тој начин да учествуваме, да допираме до власта и до вас. Значи, конкретно барам да се почитува амандманот број 6 од Уставот во кој не сме исклучени и во кој пишува дека и останатите треба да бидат вклучени во процесот на учествување во јавниот живот. Значи, во врска со член 27 став 5 од предложениот закон, кој се однесува на избор на членовите на изборната комисија, предлагаме задолжително да се води сметка да дел од членовите на изборната комисија бидат од редот на така наречените останати. Значи, да водите сметка да имаме представник, затоа што на тој начин ќе придонесете да бидеме застапени од највисокиот врв на пописната комисија до исто така при вработување на попишувачите и друг кадар кој ќе биде ангажиран, да се води сметка за застапеноста на припадниците на најмали етнички заедници. При изготвувањето на образецот, значи во 2002 година беше окей, но 1994 година имаше понудена опција на која национална или етничка припадност припаѓате и само со заокружување се ставаше, а за тие останати имаше посебна графа. Значи, предлагаме да не се прејудицира ниту една национална припадност, односно етничка, туку попишувачот да ве праша конкретно дома на која национална или етничка припадност припаѓате и врз основа на тоа да го запише податокот што го кажувате. При објавувањето на конечните резултати да се задолжи Републичкиот завод за статистика да даде целосен податок за сите изјаснети по национална или по етничка припадност како ќе се одреди во законот, а не како сега да направи две групи и во една да опише 5 наведени заедници, а сите останати да стави во една група. Предлагаме воведување нов член на законот. Значи, ја слушнавме во јавната дискусија предлогот една од политичките партии. Ние предложивме нешто што може би се коси со објавувањето на резултатите. Значи, предлагаме
да се задолжи Заводот за статистика на лично барање на граѓанинот да му издаде потврда од која може да се види како се изјаснил по однос на своја етничка припадност на пописот 2011 година. Ако тоа се коси со другите закони, тогаш да се изнајде можност, а со цел да се одбегнат манипулациите. При вработувањето во државна управа, секој при вработување може да во моментот да прикаже дека е припадник на одредена етничка групација, а да нема за тоа верификат од пописот. Ова е можност да им се даде право на Заводот за статистика или да се изнаде друга можност да не манипулираме. Конкретно ви кажувам, 10 луѓе ми се јавија летоско, дај ни потврда дека сме црногорци, за да можеме да се запишеме на факултет во квотата останати. Значи, мора да постои државниот механизам да се заштитиме од манипулации. Значи, тоа е во врска со тоа. Предлагаме со законот да се предвиди мониторинг од страна на невладините организации кои се заинтересирани. Значи, предлагаме од невладиниот сектор, од малцинските заедници да имаме право да вршиме увид во тоа што се случува конкретно кај што сме лично засегнати или заинтересирани. И значи, ако некој спомна дека од 20 до 30% се намали нивниот број на двата последни пописи, ви известувам дека црногорците се нестанати за разлика од пописот во 94-та, скоро 50%, значи ги снема од Македонија, што е фрапантен податок. Можете да ги проверите податоците кои доколку ги објави Заводот за статистика и ќе видите дека 50% од нас веќе не живееме во Македонија. Ви благодарам. Господин Орландичу, сакам да ви пренесем во име на сите членови на комитетот дека ние како институција водиме грижа и за тие останатите. Впрочем, ваше присуство денеска тука и скоро во сите седници на комитетот кои ги засега и правата на интересите на останатите, ние правиме се да ве вклучиме во процесот со единствена цел да докажеме дека комитетот не е тело само на представените заедници во собранието и тие со устав загарантирани според преамбулата.